Добар ден, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник и останати присутни. Констатирам во салата дека сите 9 членови на Советот сме присутни и можеме да почнеме со заседавање и одлучување. Со тоа ја отварам шестата седница и да го прочитаме дневниот ред. Дневен ред за шестата седница. Точка 1. Усвојување на записникот од петата седница на Советот на Општина Градско. Точка 2. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџет на Општина Градско за 2022 година. Точка 3. Предлог завршна сметка на Општина Градско за 2021 година. Точка 4. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Градско за 2022 година. Точка 5. Предлог годишен план за енергетска ефикасност во 2022 година на Општина Градско. Точка 6. Предлог одлука за формирање на локален совет за превенција во Општина Градско. Точка 7. Предлог одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на Општина Градско за период 2022 до 2026 година. Точка 8. Разгледување на барања и поднесоци и точка 9. Разно. На истиот дневен ред се надополнуваат уште две точки и тоа одлука за сопствено учество за подобрување на водоснабдувањето со питка вода за населба Градско со 2 цевководи Општина Градско и одлука за сопствено учество за изработка на техничка документација за доградба на канализационен систем во село Виничани, Општина Градско. Дали по вака изготвениот дневен ред имате некоја забелешка? Доколку нема, го ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за е изгласан дневниот ред. Точка 1. Усвојување на записникот од петата седница на Советот на Општина Градско. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Доколку нема, го ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за е усвоен записникот од петата седница на Советот на Општина Градско. Точка 2. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на Општина Градско за 2022 година. Оваа точка ќе ни ја образложи Василка. Повели? Да. Вака, значи, пред нова година го имавме буџетот за 2022 година. Тој ни беше одобрен од страна на Министерството за финансии, но добивме едно известување од нивна страна дека треба да се направат две измени во одлуката. Се во член 9 став 1, значи од одлуката што ни беше за извршување на буџетот во 2022 година, потребно е да се избришат зборовите на вработените во територијалната противпожарна единица, како и. Значи, тоа ни е едната измена, а втората измена ни е во членот 14 став 2, после точката, значи има измена во однос на регресот за годишен одмор. До сега ни беше одлуката за извршувањето на буџетот за регресот за годишен одмор 16% од последните 3 месеца што е остварен на ниво на Република. И сега тоа се менува и се додаваат дека вработениот има право на регрес на годишен одмор во висина од најмалку 9000 денари нето
под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај работодавачот. Значи, овие две измени треба да ги направиме и тоа е уствари одлуката за измени и дополнување на онаа одлука што ни беше пратено пред нова година за реализација на буџетот за 2022 година. Значи, тие две измени се. Отварам расправа по оваа точка. Доколку нема... повед. Не разлика се брише. Да, и па има нешто воведено сигурно нов закон и се бриши, зборот се бриши, невработените во територијалната противпожарна единица. Ние во градско до душа немаме противпожарна единица, меѓутоа одлуката што е, нели, сите општини што ги доставуваме, го има и тој пасос во член 9 став 1. Значи тоа го добив известување од Скопје. Дали некој друг бара збор? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Со колку? 8. Боне не оти Боне. Не го видов. Воздржан, добро. Не страшно. Има и воздржани и против. Со 8 за, воздржан 1. Точка 3. Предлог завршна сметка на Општина Градско за 2021 година. Значи, завршната сметка за 2021 година, која најкасно треба до Министерството за финансии да доставиме до 15 март, ја даваме еве на разгледување. Значи, имаме по колони, по програми, образложено вие со 6 конта, со аналитичките конта, а во Скопје тие ги доставуваме со ставки, овде кај на подставки, и само едно кратко образложение дека основниот буџет имаме остварување од 86,4% на основниот буџет. Значи, од планираното и реализацијата, уствари планираното, тоа е буџетот. Со сите ние измени што ги имавме и со ребалансот, и со измени и дополнување на буџетот, имаме, значи, толку остварување. Кај дотациите имаме остварување од 99,3%, донациите 38,38% и самофинансирачките имаме остварување од 13,81%. Овдека ви е, значи, дадено многу образложено со ставки, со програми, завршната сметка. Тоа не е за 2021 година. Мислам дека посебно не треба. И за приходите ги има и расходите. Тука исто така се внесени и тие, нели, измените со новиот состав што ги имавме, што ги предвидувавме изборните активности, изборите што беа тука, и тие ставки ги имаме, и програми. Благодарам ви се. Дали некој бара збор по оваа точка?
Доколку нема, третата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за е усвоена третата точка од дневниот ред. Ти благодарам да сме. После ќе си покажеш. Точка 4. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2022 година. Дали некој бара збор за овој предлог? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за е усвоена четвртата точка од дневниот ред. Точка 5. Предлог годишен план за енергетска ефикасност во 2022 година на општина Градско. Ќе почекаме? Ај ќе го почекаме лицето задолжено за ова, за да може да ни го образложи. Вака, на почетокот ќе дадам вовед малку во врска со енергетската ефикасност. Македонија е поделена на 8 плански региони. Општина Градско спаѓа во Вардарскиот плански регион. Покрај општина Градско, во Вардарскиот регион спаѓаат и Чашка, Велес, Свети Николе, Лозово, Росоман, Кавадарци, Неготино и Димир Капија. Седишето на Вардарскиот регион е во Велес како најголема општина. Во склоп на Вардарскиот регион работи оделението за енергетска ефикасност, тоа е со седиште во Неготино. Според Закон за енергетска ефикасност, Советот на општината по предлог на градоначалникот, а по претходно мислење на Агенцијата за енергетика, донесува програма која има важност за 3 години. Во моментот програмата за енергетска ефикасност, во важност од 3 години, е изработена и пратена на мислење до Агенцијата за енергетика и чекаме одговор. Програмата е изработува токму тоа оделение што е за енергетска ефикасност во Неготино, со седиште во Неготино, во соработка со општина Градско. За реализација на програмата, тригодишната програма, се изготвува по предлог на градоначалникот и го донесува Советот на општината годишен план кој што го имаме ево го пред нас. И во годишниот план се предвидени следните активности. Значи, замена на внатрешното осветлување со лед светилки, значи во општинската зграда, во село Виничини во училиштето, во село Кочилари исто така во училиштето и во село Ногаевци во училиштето. Потоа топлинска изолација на покрив, значи ова е Димче Мирчев градинката, целосна замена на личното осветлување со лед светилки, знаете тоа во моментот се работи, поставување на бројла во стандарди ормари и информативно и едукативно делување. Значи, тие се мерките и активностите што треба да се спроведат оваа година. Тоа не значи дека само овие мерки или активности треба да се спроведат, дека ако
има излезат некои други проекти, може и друга активност да се изработи. Така да за ова година овие мерки се ставени и во програмата, годишниот план се изработува за реализација на програмата. Меѓутоа, како што напоменав, програмата е дадена на мислење до Агенцијата за енергетика и чекаме одговор таму, позитивно мислење. Кога ќе дадат позитивно мислење, таа треба да донесеме тука на Совет исто така да помине. Само чекаме мислење од агенцијата. Во врска со активностите, тие за ова година, тие се планираме. Општина Градско е мала општина, знаеме ние сите тука, така да немаме многу објекти. По повеќето работи од претходните години, тоа од 2009 година, се изработуваат овие програми и од 2009 година задолжително, секоја година се изработуваат по некои проекти и активности во врска со енергетската ефикасност. Така да како мала општина немаме многу активности околу енергетската ефикасност, меѓутоа мора да ги изработуваме овие програми и проекти и така натаму. Сега, ако има некои прашања, нешто во врска. Отварам расправа по оваа точка. Доколку нема, ја ставам петата точка на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржан? Со 5 за и 4 воздржани е изгласана точката 5 од дневниот ред. Ти благодарам. Точка 6. Предлог одлука за формирање на локален совет за превенција во општина Градско. Дали некој бара збор по оваа точка? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Кој се... Повели? Уши вие два Тоше Петревски и Слободан Бошков. Дали некој друг бара збор? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Со 8 за. Кој е против? Воздржан? И 1 воздржан е изгласана предлог одлуката за формирање на локален совет за превенција. Добар ден, повелете. Повелете. Да. Овде. Од тука. Не.
Точка 7. Предлог одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на општина Градско за период од 2022 година до 2026 година. Ќе ни образложат стручните лица за тоа. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Меријана Трајкова, председателка на Организација на жени на општина Велес. Ние како организација работиме на полето на родовата еднаквост, како во општина Велес, така и ги покриваме двете соседни општини, како што е општина Чашка и општина Градско. Анализите покажаа дека Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Градско нема изготвена стратегија за работа а тоа е еден стратешки документ кој што општината треба да го има. Јас најпрвен би сакала да се заблагодарам на градоначалникот за успешната соработка и можност Организацијата на жени да го изработи овој стратешки документ кој во иднина ќе го користи Комисијата за еднакви можности. Благодарност до Комисијата и сите институции кои што ја дадоа поддршката и ги дадоа потребните резултати кои што вие ги имате метнато во стратегијата. Стратегијата како документ треба да има секоја комисија за еднакви можности за да работи по истата, а ова стратегија изработивме за периодот од 4 години, 2022 до 2026 година. Така да ќе имат можност, значи, членовите од комисијата по своја програма да ги спроведат сите можни активности кои што се предвидени со оваа стратегија. Еднаквите можности на мажите и жените се прашање на човекови права и предуслов и индикатор за одржлив развој на секоја општина. Јас би сакала само така дел некои што сметам дека ќе ви бидат важни. Меѓутоа целата стратегија имате вие, ако не знаевме дека ќе треба комплетно презентација, инаку ние ќе направиме една комплетна презентација, меѓутоа се што ве интересира, тука сме како јас, така и Лидија, која што дел од стратегијата по добиените податоци од вашите институции на општина Градско ги метнавме во оваа стратегија. Значи, во Законот за еднакви можности на мажите и на жените на сеопфатен начин се третира прашањето на родовата еднаквост. По тоа прашање работи и Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Градско. Стратегијата за родова еднаквост во општина Градско ја изработивме за периодот 2022-2026 и тоа е стратешки документ на општина Градско кој има за цел унапредување на еднаквите можности на жените и мажите во сепкупното општествено живење во општина Градско. Значи, јас сакам само делови така од стратегијата, таа временска рамка на стратегијата за родова еднаквост, која што ви напоменав дека е 2022-2026. Тука се опфатени сите дискриминацијата, еднаковиот третман на жените и мажите, родовата перспектива, родовата еднаквост, вклучувањето на родовата перспектива во главните текови на политиките, родовото буџетирање, така да комисијата во наредниот период, сите наредни 4 години, има задача да се изготви програма, со која програма ќе ги опфати сите овие предвидени активности кои што Организацијата на жени ги вметна во ова стратегија. Јас не знам колку ви интересира и имате ли посебни некои прашања, тоа што ви интересира, тука стоиме на располагање, инаку имате се опфатено сите
што ги добивме податоци од институциите се вметнати, така да слободно можете да поставите прашања. Ние сме тука секогаш и у секое време да помогнеме на Комисијата за еднакви можности во реализацијата на сите активности. Инаку како организација во моментов работиме преку Националната мрежа против насилство за отварање на психолошко советувалиште, кое исто така ќе ги опфати и овие две општини, кои што претходно ги спомнав, значи општина Градско и општина Чашка. Ќе даваме услуги на жените жртви од семејно насилство, бесплатна правна помош и психолошка поддршка. Тоа е проект кој што го реализираме заедно со Националната мрежа против насилство во Република Македонија и е финансиран од Квина Талквина. Се надеваме дека некаде крајот на април месец, веќе почетокот на мај месец, дека ќе започнеме со работа на ова психолошко советувалиште. Така да ние имавме некоја работилница, некоја средба, се надеваме дека тоа во иднина ќе продолжи нашата соработка со одредени активности со жените во вашава општина. Благодарам. Ако сакате уште пообширно, ви стоиме на располагање. Дали имате некои прашања по оваа точка? Значи, ова е документ кој што секоја комисија за еднакви можности треба да го има за своето работење. Така да треба Комисијата за еднакви можности да има ова стратегија. Тоа го имаат у сите општини. Доколку нема некои прашања, точка 7 ја ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за и усвоен предлогот одлуката за усвојување на стратегијата за родова еднаквост. Ви благодарам. Благодараме на вас од име на Организација на жени за успешната соработка. Надевам дека ќе продолжиме и понатаму, така да заедници и ги решаваме проблемите на жените како во општина Беле, така и во општина Градско. Ви благодарам. Благодарам. Пријатна работа. Сега ќе бидат како точка 8 или како? А? Овие на Сега точка 8 со надополнување од дневниот ред што беше одлука за сопствено учество за подобрување на водоснабдувањето со питка вода за населба Градско со 2 цевковода општина Градско. Отварам расправа во оваа точка. Повели градоначалник. Добар ден на сите. Како објаснување, прво, зошто ја нема точката на дневен ред претходно ставено, затоа што ова стигна во петокот од Министерство за транспорт и врски, односно тие бараат од наша страна како еден вид гаранција за дополнителната пресметка која што е направена за самиот проект. Се работи за проект за подобрување на водоснабдувањето во Градско, кој што чини односно е проектиран на 210.000 евра. Во меѓувреме ги добивме дозволите од Македонски железници од животна средина и тие направија ново пресметување со оглед дека знаете дека цените во најголем дел на сите производи, вклучително и на цевките кои што ќе бидат употребувани, се поскапени. Пред да започне тендерирање, направена е нова пресметка. Новата пресметка покажува 18.000 евра поголема сума од веќе проектираната претходна, на 210. И транспорт и врски од наша страна бараат
дали прифаќаме или одбиваме, односно во конкретниот случај земи или остави. За да ви биде појасно, ние треба да се согласиме дали можеме да си дозволиме дополнително доплаќање од 18.000 евра на самиот проект. Тој може и да не биде 18.000 евра, може да биде и помалку, а може да од наша страна да нема потреба од финансиски средства, односно кога самиот ќе биде ставен на тендерирање, нели нормално е самата сума при наддавањето да паѓа. Значи максималната која што ја бараат од нас за учество е 18.000 евра, како што кажав, таа може да биде и помала од 18.000 евра, а може на крајот да не биде и буквално ич, може да биде и 0 евра, а самиот проект е проектиран претходно на 210. Сегашната сума на проектот е 228.000 евра. Дали има прашање? Значи ова стигна во петокот, треба итно да одговориме за дали да биде ставено на тендерирање или не, односно дали ја прифаќаме максималната сума. Така мислам дека е поточно. Каде се ощетилите или каде се те да водат? Двата се хубава, каде се? Од Уланци. Но? Да, од Уланци. Ма не може најде друга вода? Малко чичило? Ние можеме да најдеме се работи за готов проект во конкретниот случај. Средства кои што се во нашата, чисто да ви објаснам, значи се работи за финансиски средства кои што општината ги има добиено 2010-2011 година, дел од тие средства долг временски период не успеале да бидат искористени од разни причини, дел се искористени за канализацијата која што е правена во населбата Стопанство, дел од тие средства, овие 210.000 се оставени останати, со тие средства е аплицирано, тие средства се добиени и во меѓувреме знаете дека цените се менуваат секојдневно, доаѓа до промена на самата севкупна сума и сега транспорт и врски не прашуваат ова е новата сума, дали прифаќате плюс 18.000 евра или не прифаќате за да оди директно на тендерирање. Мислам, се обидов максимално колку што можам да ви објаснам зашто станува збор, затоа што немате материјали, се надевам дека од прилика би е јасно што е барањето. Ние треба да одговориме најитно што можеме, дали прифаќаме или не прифаќаме. Ако се работи што постапок, јас повеќе сум запознат со тие работи со покачувањето. Не 18, тоа е за 1 месец и 20, па јас гарантирам, че цените буквално од Како што ни нема софирање на ова цело моментот. Ништо, значи само зболивување, секој ден 20-30%, 20-30%. Како што ни информира од транспорт и врски, новата пресметка е направена со цени од минатата недела. Дали некој друг бара збор? Доколку не, ја ставам на гласање оваа одлука. Кој е за? Со 9 за е изгласана одлуката за сопствено учество. Точка 9. Одлука за сопствено учество за изградба на техничка документација за доградба на канализационен систем во село Виничани, општина Градско. Повели градоначалник. Значи во конкретниот случај се работи за пресметка. Министерство за животна средина има јавен повик во овој временски период за изградба на водоводи, канализациони мрежи или добивање на документација, проектна документација, односно тие да ја финансираат, и ние ќе учествуваме во конкретниот повик со проектна документација за изградба на нова канализациона мрежа во Виничани. Инаку чисто да ви информирам, добро е да знаете, во моментов како готови проекти имаме само 2 за канализациона мрежа и двете, едниот се однесува за Подлес, едниот се однесува за Чичево и двата се, тоа е за Долно Чичево, и двата се ја надминуваат сумата која што ја бара животна средина, значи ние тука од прилика можеме да учествуваме да побараме финансиски средства за да ни го направат проектот, затоа што и тоа чини вака прилично. Дали главниот проект ќе биде од првата куќа до Да, боре до да. Значи, како? Да, ама само да ви известам, ова се работи за барање финансиски средства за правење на проект. Значи првата фаза. Горе до другата. Значи во моментов ние не можеме да ја скокнеме првата скала, тоа е проект, значи немаме проект. Прво одиме со барање финансиски средства од Министерството за животна средина на повикот кој што е сега во моментов за проект.
Доколку ни бидат одобрени финансиски средства, понатаму ќе ви известам. Доколку исто така бидеме одбиени, ќе ви известам. Да. Дали некој друг бара збор? Доколку нема, ја ставам на гласање оваа одлука. Кој е за? Со 9 за е усвоена одлуката за собствено учество на техничка документација. Точка 10. Разгледување на барања и поднесоци. До Советот на Општина Градско се стигнати 2 барања за еднократна парична помош. Првото барање е молба до Совет на Општина Градско. Почитувани, ви доставува молба за доделување на финансиска помош за операција на мојот син Илија Андовски. Средствата се потребни за операција на Илија. Истата ќе се изведе во Чуприја, Република Србија со почит. Барател Андовски Велјан. Човеков е градоначалниче, може ли Може да објаснам. да ми објасниш? Лично не знам за кого станува збор, значи да бидам искрен, дојде човек, овој кој што е доле подпишаниот, кажа дека има дете од Велес кое што е во лоша здравствена состојба, односно ќе се прави операција на долните екстремитети, ако добро го разбрав. Операцијата, не знам, може има во документацијата колку чини средства, биле во Општина Чашка, Општина Градско, ги одат по сите општини и бараат одредени финансиски средства, викам, побарајте допис до Советот, па вие понатаму како сметате. Иначе се работи за жител на Велес. Не го познавам човекот за кого станува збор. Тоа што е тука напишано, тоа е, можете да разгледате. Ако сакате да го пуштиме? Има социјалните мрежи за девојчето, јас имам прочитано, таму знам дека се жители на Велес. Син Илија Андовски. Син. Знам дека кружи Еве, ако сакате... за донации кои сака да донира, докато поминал тука, подал по сите општини, Да. доставил барање до Така ми рече и мене, бе во Чашка, во Велес, сега кај вас препивам другите општини толку што Може колку ќе поминат, нели? Може. не знам подетално да ви кажам. Ако може да општината да одвои да Колку е можност, да. Колку е во можност, нека се даде. Се работи за дете. На млад човек. Да, мислам дека сакаат да пробаат дали ќе пробаат така. Така го успеа да го разберам. Беше малку кај изследите. Руси ја правила операцијата во Србија. Добро, кој е за усвојување на молбата? Молам? Колку е можност? Колку се може? Не можам, не знам да ви кажам Тоа, ако помине на Совет, па од... Ако сакат, ќе ги известиме следната седмица. Да. Ако давате Дозвол. за следната седмица, ќе ви кажа колку се пушти. Колку се Колку можност? е можно. Да. Добро, кој е за усвојување на молбата? Со 9 за е усвоена молбата за еднократна парична помош. Другото барање е барање за еднократна парична помош. Јас Реджепова Лилја, со единствен матичен број од Градско, со постојано живеалиште на 4 јули безброј Градско, барам од Совет на Општина Градско, доколку има можност да ми додели еднократна парична помош, средствата кои што ми се потребни за погребнина на свекор ми Реджепов Фадил, кој што почина на ден 31.1.2022 година. На денот на погребот средствата ги поземив од роднини и сега треба да ги вратам, но немам доволно финансиски средства. Во прилог на оваа барање ви доставувам лична карта и трансакцијска сметка. Чисто објаснување само, луѓето дојдоа после смртта на човекот, побараа финансиски средства, побараа поголема сума, кажав дека не сум можност без одлука на Совет, за да ги
врателе долговите во однос на самиот погреб, иначе да ви известимо меѓувреме почина и жена да престане. Ние не бевме, немавме ситуација, нели немавме седница на совет, така да тоа е од тогаш. Има некои фактури тука евентуално. Не стоја. Па овде малку голема сума направи. И вече над 6.000, јас не смеам да истопам, без ваша дозвола. До 6.000 може максимум за еднократна помош, за лекарства, за болници, за социјални случаи и така натаму. За над 6.000 Да, бе, знам. За 2 дена, 3. Горе на градот ти баш дојде, да си си ја жена починала и За жал сега станува веќе збор за 2 погоди. Со оглед дека немавме можност да одлучи. Како? Сметате така? 15 и 2 до 30. Добро. Кој е за усвојување на ова барање за еднократна парична помош? Ќе ви известам што е. Со 9 за е усвоено барањето за еднократна парична помош. Точка разно. Градоначалниче. Јас сакав. Сакав да отворам еден вид на расправа, да биде како еден вид на разговор, чисто ваше мислење, во однос на спортската сала и во однос на Домот на културата. Кога бев директор на училиштето, спортската сала за децата кои што беа ученици во тој момент од 1 до 9 оделение беше бесплатна, односно не наплаќа финансиски средства, и исто така сите спортски клубови кои што во тој временски период функционираа и работеа кај нас, за спортската сала за изнајмување не им наплаќав, ама за возврат ја намалат сумата на средства кое што децата ја даваа за тренирање. Во тој период имаше ракомет и фудбал. И исто така за салата која што се користи за Домот на културата. Мислам дека ние сме мало место и мала општина да наплаќаме за такви работи кога наши луѓе ја користат, а за возврат, значи, сега моje мислење, пак ќе кажам и отворам расправа, сакам да чувам и вие што мислите. Со едно единствено барање, тие кои што ќе ги користат едната и другата сала, да ги намалат цените, а ние за возврат да не земаме финансиски средства за издавање на салата. И уште една работа, за понатаму ако се може, исто така, спортската сала да се издава за жителите на општина Градско целосно за 0 денари. Односно сите од општина Градско кои што ќе сакаат да спортуваат, да ја користат за без пари. Затоа што вака од друга перспектива гледано, таа сала е направена за рекреација на самото население и за нашите деца, а не да правиме профит на самата низ. Така да таму имаме вработени, нема потреба да се плаќаат дополнителни вработени. Струјата ја плаќа училиштето, самата спортска сала има посебна сметка. Сега во конкретниот случај немам проверено колку е, јас кога заминав од директор училиштето, на таа сметка имаше над 600.000 денари, кои што беа финансиски средства наменски, требаше да се трошат исклучиво само за салата. Значи, ако се случи некој дефект, ако се направи некаков проблем, така да мислам дека таму има акумулирано доста финансиски средства, да салата и од тие средства и самото училиште ја оддржува, мислам дека не треба да правиме профит. Но пак ќе кажам, ова не е точка на дневен ред, чисто го отварам како прашање за ваше размислување во таа насока дали може нешто да биде направено. Ваше мислење. Што сметате? Да поразговараме, мислам, ако може на таа тема. Благодарам. Кој бара збор? Ајде, повеќе. Според мене, ја мислам дека е подобро да биде без пари за жителите на Градско. Претходно нели се наподуват саат луѓе што играат фудбал, не знам која била цена. Да, 500 денари е стандард. Од еден час, така? И има, например, 5 екипи, по 500 денари, 2500 денари. За тие пари за што ги употребувале на времето, години наназад. Ви кажав, значи тоа е Да, посебна за шапка сметка. сигурно. Да, за такви работи.
Тие средства не може да се користат за ништо друго, освен наменски. Да. И за самата сала. Убаво е да биде И со тоа мислам да се разговара со луѓето кои што ја користат, не за жителите, туку овие кои што имаат спортски клубови, да им се дозволи, па до претходно да се разговара да ја намала цената на тие кои што спортуваат. Чланарината. Значи да не биде па сега они да прават профит без основа на нашата добра намера која имаме да се намали. Туку само под услов на децата да им се намали чланарината што им да зимаат, а за возврат ние да не им земаме средства за користење на салата. Таква ми е некако идејата, пак затоа пак и јавно да прашам што мислите. Да ја почитуваат. Дека имало акумулирано некои средства там. Да, Од тоа се... Од тоа, исклучено тоа. Не, од тоа што плаќале са 2 тие се акумулирано од тоа. Да. Нема друг профит салата, освен тој. Добро, тие ќе се потроши да речем се за од школата. Па мислам дека тоа се големи финансиски средства баш така се потроши. И да се потрошат буџети на школата, може би. Да. Ама и треба да се направи еден правилник дека тоа важи само за градско. Оти, нели, ќе се слушне од Росоман или не е битно Од околните места. сега да не биде Злоупотреба. Апсолутно треба. Да, Луѓето што се работени таму знаат кои се луѓе од градското. да, оти, нели, знаеш како беше, кога не беше туку, одеше ти у Кавадар. Така. Сега да не биде Да дојдат од Кавадарец. за градско, окей. Да не се злоупотребува. Уште едно да напоменам, да не се случи, например, 3 екипи денеска, па на една може да се овозможи без пари, на другите 2 не, па да се расправаат лиги, да, Или за сили, ако Говориме за острана. За острана е. За острана реков да не дојде некој па да биде да си го свата тоа како дека за сите е општо бесплатно. Повели точно. Може, например, 2 или 3 термини да има во неделя, од понеделник до петок. Една екипа да има 2 до 3 термини во работа тие 5 дена од понеделник до петок. Да не биде секој ден да има по еден термин, една иста екипа, например 5 или 6, 5, 7 како играат. Да не биде секој ден, секој ден. Значи ти може 2 пати во неделя или 3 пати максимум. Сега моментално се плаќаш 2 како речеме, Термини. 2 термина и третиот ти е бесплатно моментално. Може, например, да биде бесплатно, да имаш 2 до 3 термина максимум неделно. Од тие Сакаш да кажеш да не се пуска таму да биде... и ќе биде остана утило среда Ти играш сад време, така? и да биде 60 минути. Сад време, значи од 2 до Не може 2, ќе дава после 18 часа да има некои активности. после 6. Да, после 18 часа. физичко само да. Само имаш некои што... Ако не да neki петош да играат, една екипа, Да не се случи. До 10 може 4, до 10 4. Значи да има А некои... толку дека ќе има Колку нема да има. секој ден толку хејки нема. Ќе има се, ако ќе биде бесплатно и ќе свидат луѓето, ќе се сакаат. И да не се случи, аха, на овие им дадоа, нас не ни дадоа, свидеш. Затоа да има некои правилник, Да. може да биде... Тоа сакам да го кажам јас пријеска, да нема кажи за правилникот терминот. штите уплатата, ја мислам. Редот го прави уплата, да не го нема 300 или 400 денара. Значи ќе го има редот, со бесплатно ќе има хаос. Збораме ја сега дискусија, значи. Јас во партизан свата, значи и уплатено чека луѓето, значи не може да се остава со тие деца. Една ќе се најдат тие деца, чека да доврши, значи ќе чека. И само уплатата едноставно е ред во салата. Колега, пробаме тогаш прво со спортските клубови, ама со услов да се намали цената на децата што им ја взимаат како чланарина, па да видиме тоа како ќе помине, ако го почитуваат сето тоа, па да... Па добро, мислам, предност треба да имат тие деца, сега нивните термини се 2 пати неделно може да стојат во предност да бидат тоне. Добро, финансиски пак може да влијае ки родителите, ако имат 2 Со деца, распоред 3 таму, деца, обратно да дека си има се знае, тие термини... месечно одредена сума на пари, пак може да се заштити. Не, за децата е окей, тоа ти што викаш, ама зборам за граѓаните што ја за мене е дека уплата да го прави, мислам ќе го задржи редот. Да не настане хаос. Да. Еднаш или 2 пати година да биде, сепак е Добро. тема за млади.
Дали некој друг бара збор? Повелитеш. Каде е проверено до каде е документацијата со знакот човек и Ке медицинската? искате. Да. Повели Грабович. Ние имавме 120 подписи на минатиот пат. Кај нас во општината нема никакво барање испратено во СВР Велес и во СВР Велес немаат ништо добиено, нити па имаат одобрено било каква дозвола за поставување на било каков знак во градско. Тоа беше Значи никој си како во село. До собствена воля. кој избор да го потребува. На диво е поставено. Така ми одговори. Додам јас со Ишкар после на бима. Да. Дела става да луѓето што се одговорно за луѓето што се казнени за значи има најмалку 5 до 6 граѓани што се казнени што излегувале према тој знак. За тоа не знам што да говорам, не знам дека значи како одговор на тие 120 луѓе тој е одговор. Значи нити од страна на општина Градско е направен некаков елаборат или некаков сообраќајен проект за СВР Велес да издаде дозвола за пестување на такво нешто, нити па од нивна страна е поставено и ја дадено таква дозвола. Значи јас кога прашав ти сега што, тие ми рекоа, значи на диво е поставено. Како ги цитирам луѓето со кои што разговарам. Со тоа може слободно да се отстрани. Да се одговараме за досејашно стело. Треба А да не Сигурно точно текне некој катешни проект. Затоа сме многу јасни. Значи, чим не е донесен на седница на Совет, нема потреба и да го тргаме на Чим нема одлука на Совет. Да. нема луѓе што се Добро, ама рековме па да се провере. Па да се провери. Мора. Мислам, јас лично не знаев што да ги одговорам на таа седница. Така да. Без знаење на СВР Велес не можеме да... Тоа е во нивна надлежност. Дали некој друг бара збор? Повели, моля. Почитуван градоначалник, почитувани советници двама. Уште пред изборите, кога почна, бев многу омалажуван дел членови одвеличени од дома. Навредуван, понижуван, со секои изборови. Тоа беше против мене, против моите деца и против мојата цела фамилија. Во четвртокот тоа дело исполнено неделина. Бев нападнат, навредуван на секои зборови, закануван со нож и удрен со шише по главата. Ме молам како градоначалник, како татко на ВМРО, како советници од ВМРО, да разговарате со поедини луѓе. Дека јас имам сето моје што му стекнал, сум му стегнал со пот. Никој не сум влегнал дома во дворот и никој не сум правил лошо. Секој сум му служил и сум бил спремен секој фер. Прво беше дека јас се бидам избиркал на работа, дека моите ќе работи во предвид. Многу работа имаш против мене. Од поедини. Во четвртокот испална неделина. Седе во продавницата, мирно, културно, бев толку навреден, дека јас долам да ратувам Украина, многу тешки зборови и кој човекот ми рече дека со нож го кренат, давајот шишто, ова целата страна дека ми однесена, човек да ме спаси, да пресечи раката. Не може од половина ваму поединци да бидат булни на мене. Ако сум член на СДС, не сум на некој да го земал левот и на некој лошо не сум направил. Тоа беше покушај за убиство на мене. Замолувам малку, направите си разговор, такви работи спрема мене да нема више. Оти јас живеам со секој и не сакам некој да наведува. Каналот се чисти, сите луѓе беа од дома, значи секој се работувам. И го поканав и колегата. Секој година се поканав. Значи нечум некој од сега нато мене во лажува. Да, јас сум земал земја осветен. Ја земал законски, може да се провери. Може да проверите и бела колку сум пријавил на сметки и пари дома што имам. Се тоа пријавил законски. Колку ми оставил татко ми земја. Што ми оставил татко ми, сето е пријавено. Сета земја пред тоа како сум земал на теден, сете земал. Дека имаме регистрирани и сино сите регистрирани. Дека има него левот, нема го земал. Мој дете е вработено на некој, ако не го вработено на полицајство, нема вака. Што требаше тоа? Со децата да испадна да ми детето да ми изврти од работа, да испаднаше војна.
Со поедини луѓе во селото кај мене е многу лоша работа. Значи, такви работи, да се молам како градоначалник, штуваме советници, малку да има некој почет на мене. Дека сета работа, становам се валя од 7, до касно највеќе работам поштено. А некој левот не може, и некој лошо не направи. Се залагам секогаш за селото, сум трчал за селото. И пред тоа, и секогаш, и денес, сум оставал моја работа, приватна, сум модел да се сум помагал. Не сум одделал народ, дали е ВМРО, дали е СДС, дали е муслиман, дали е вако, дали таков. Сум бил толку реален. А мојата чаша више прелие градоначалниче. Оти може да дојде, ја некој ќе остане, сире си моите ќе остане. Че не би вака. Некој работи, од избори најаво се смене спрема мене. Тоа имаше многу каде работи пред на мене. Многу работи знам. Не бев ја, не сум бил ни кодош, не сум бил ни предалник, немам никога на кодошено. На секој сум гледал, од 2006 година работ, ја водам водна граница. Сум гледал преко прсти. Кој е починал во Америка, не сум пишал во некој. Молам, не сум пишал на никој. Тоа може да го издржи, например, и секоја фирма. Кој е бил болен, не сум пишал, сум гледал се, сум гледал со живот. Ама спрема мене стана не со живот. Што треба да продам куќите и мајето и да си силно наричим. Това се поединци на 5-6 души. Хвала што слушате. Уште може да одговори, не? Може да. Право сум вака запрепастен од целава ситуација. Не знам што да кажам. Со оглед дека ми се обраќаш, имам впечаток како да ме обвинуваш дека сум организатор. Не обвинувам, се организатор. Ја као председател на ВБН, као градоначалник, барам малку нешто да преземете. Значи ја ако бев, значи ја барам помош. Некоја работа да крене од мртва точка. Това работа мене ми се десило како стана кандидат за советник. Од тоа е најавно. Може се ја малку една минута, јас не слушав никога. Прво сум запрепастен од целата ситуација. Второ, тука се работи и за, како да кажам, персонални работи. Значи, ја не можам да сносам одговорност, ја можам да сносам одговорност за мене. Јас што правам? Можам да сносам одговорност за било кој. Дали е тој член или не е член на партијата, дали е обичен човек, дали е во пијана состојба, не е во пијана состојба, дали е нешто изнервиран приватно или така натаму, дали некој некогаш му ветел дека ќе биде полицаец или не можам да влијам врз неговото однесување. Не можам да влијам дури ни на работата на самата полициска станица. Знаете дека таму нема ингеренција. Ако сметаш на тоа дека си нема доволно заштита во градско на тој план. Не сметам на тоа заштита. Сметаш дека јас ќе подсетнувам луѓето да прават такви работи? Не. Малку да со некои луѓе така направите нешто, например, не, ја не барам од тебе ништо. Не те окривам. Не мора да се немам продавници дека да ме нон-стоп, например, да ме лажат од мене. Тоа е многу претерано. Се веќе лично Едното време е претерано. Ајде, повели ја. Што може да направи? Не, имаш полиција, што си Većina До тоа сега се случи неверојатно на верска поделба. Ова се ради на политичка, ќе речеме, не. И верски... Не, напад на Не, може. Јас сум уверен. Ја уверен со кој може да прави. Имаше верски конфликта. Полиција СВР, полицска станица, ќе пријави статус, смятам има начин што може да Може и нешто да има. Јас ти го Нешто да имам. Да, со некој друга акција. Нешто, закачка некој или без да ги сега Тоа е веќе лично. Лично, да. Дали некој друг бара збор по точка разно? Повели ме. Граѓаните на село Старо Градско бараат лежачки полицаец, еден ако се може во најбрз временски период да биде поставен. Или некој знак ете на почетокот на влезот во селото, не биде 30-40, веројатно многу брзо се возе. Дечиња мали играат тука на лунките, нели се собираме сите, дете по дете. Ќе стрча по топката, брзо возе повеќе, нема можност да застане да прикочи да се
Истиот проблем што има на повеќе локации. Заврши, извинете. Да, На повеќе локации во градско и истото го бараат најмногу до сега што си имаат жалено се луѓе што живеат на Илинденска. Значи тука сега со оглед кај нова улицата се вози ептен брзо. И повикав човек кој што е стручен за правење на сообраќајни елаборати и проекти. И истиот ми извести, односно и самиот увидов, дека според нашиот закон за поставување на сигнализација, така наречените лежички полицајци смеат, цитирам, да се постават исклучиво во близина на училиште или во близина на градинка. И тука имаме мал проблем. Се останато што ќе го направиме, односно ќе го направам или би го направил е на моја лична одговорност. Значи, ако не дај Боже нешто се случи при поставување на таква сигнализација за која што се нема дозвола, одговорноста е лично моја. Не дај Боже. Втора работа, сега изборувам конкретно за тој случај, ама секде е иста поврзана работата. Од она што можеме ние да го направиме, а да биде законски, таму беше сигнализација, каде што луѓето би требало да бидат сами свесни кога ќе ја погледнат сигнализацијата дека не треба да вози толку брзо, е едната работа. Или втората работа е оние ленти за вибрирање, не знам точно како се викаат, има пред секоја патарија. Тие можеме да ги поставиме без проблем на било кое место за намалување на брзината, ама исто тука пак се работи за свесност на тие кои што возат. Затоа што претпоставувам дека сите сте возеле по такви ленти, увидувате дека тој што е свесен под запира, тој кој што не е свесен, продолжува да вози, ама не представува тоа некој проблем. И третата работа е кружен тек, кој што исто така на многу позиции во градско е неизводливо се направи заради самата структура на теренот. Значи, лежички полицаец, исто како и знаци, не може да се постават кај ќе ни текне, кога сакаме, како сакаме и колку сакаме. Туку исклучиво се определени по закон. А дали може, например, индивидуално да се собереме кој сакат, ќе направиме само. Ако се деса нешто кој тоа. Не е спектакл. Значи, овие две работи кои што ги спомнав, можеме да ги направиме со ленти и со знак за намалување на брзината, ама тоа е пак на свесност на луѓето. Тој кој што вози брзо и вака и така мислам дека ќе брзо. Не знам тоа колку би го сопнал. Законски е тоа. Исто така може да размислиме што би направиле на тој план. Јас ја повеќе денови спев за со Илинденска сите бараат, таму страшно се вози. Илинденска е страшна сега. Да бараме полицајците законски да стоат таму со мерило и да собираат. Само така. Друго чаре нема, ако не, ќе едно барање до полициска станица. Само така. Ќе однадиме, нека дојдат до Долно градско, нека стоат со радар, нека мерат, нека се ги посмуват. Ако не може и сами не ги дадат нешто. Тие сега што имаат мали деца на повеќе локации во градско истото бараат. Тоа немојте да се изсисуваме. Да, тој што не друго. И во врска со уличното осветлување има барање, но за едноулична, ако може да се допълни. Тоа што има кај Иван? Да, тука кај Чичко Да, Иван. знам. Иван Коцак? Кој Иван? Не, Иван на Кресна тука. Тука е оној во дворот кај Стојче, Велковски, али... Не сум известен кај дворот кај Стојче Велковски. Да. Па кјошот измеѓу Чичко Иван и Ома Чичко Станиша, тука на кјошот, па Чичко Иван. И после дори кај Барада има улична. Тука во тој период не има. Докаде Дали некој друг бара збор? Докаде е процедурата со платно сменување? Нека не седница правиме, дали директор на комуналното презема нешто? Не, ние треба на директорот на комуналното да изгласаме одлука, значи во меѓувреме проверив кои се нашите ингеренции, што можеме ние да направиме, со оглед дека сме општина кој што нема како се вика, јавно предпријатие за паркинг. Во тој случај треба советот на општината да му даде дозвола на директорот на комуналното да има и таква дејност, односно да стопанисува со паркинг. Тоа ќе биде направено на следната седница, ќе го имате како точка.
на дневен ред. Значи без ваша дозвола он не смее да прави ништо во тој план. Ние во моментов немаме опција стопанисување на јавен простор како јавен паркинг. Дали некој друг бар повели? Тоше? Улицата Шејх Минарието, во Виковницата, тоест. Дали може таму да се реагираат парење или како шо, да се постави некоја соодветни знаци, што се движат луѓето од стопанство према градско, од Винарија према патот што ќе оде нагоре што се прави. Таа главна улица кај треба да сме. Да, стоп, пат, првенствено минување, што не се знае, камиони што возат, прво сигнализираат и прелетуваат. Да, свират. Дали ќе на страна некој не би чуo, дали значи проблем, голем проблем да моментално. Подхитното. Подхитно. Таму е среќа да не тудрат. Тоа е проблем да се чува. Прво ти свири, се чудиш од кај дојде звук, а оно камион беше пред тебе. Па најмалку со 40-50 Таму имаше, да, и има се уште жалби од населението кои што најмногу транзитира таму. Проблемот е со Штравак. Неколку пати е реагирано до сега, неколку пати пријавов лично полиција, неколку пати е пријавено и од самите луѓе, значи да стои таму полиција. Стоеше во неколку наврати. Единствената причина која што го прават тоа, претпоставувам, знаете, тие се тркаат меѓу себе кој ќе направи повеќе тури во текот на денот. И кога има полиција во ред, кога нема полиција, не е ред. хаос. Значи, тие повторно се возат истото и кај одговорни по Штравак се јавив. Не Одговорот, нели, да, ќе биде превземено се, но тоа траеше ден-два. Кај соодветниот тука, кај Лупче Климкаров исто така се обратив. Кога стоеше полиција во неколку наврати, беше се во ред, ги опоменуваа за возењето, ги казнуваа кога тие се тргнаа таму, повторно пак истата работа. И тоа е објаснувањето дека брзаа да направат што е можно повеќе тури, затоа што работа за култура. Тоа ни е јасно да си. Еден човечки живот не е Знам. Значи, реагираме во повеќе да. И од луѓето кои што живеат таму, многу пати реагира. Не знам колку пати да не ви кажам опис. И за салата. Дали некој- За салата се нарват, например, фудбал или баскет, и тие што плаќаат, не се плаќаат. Плаќаш 500 денара, нема со што да... Нема салата Нема, оправа? нема фудбал, нема баскет. Значи, примерно си, или да си купиш, тем фудбал да купиш, Им салата. да. Значи спортско. Одговорот ми не вика, немаме, треба да се купат, да се наплата. Кога, што и како, никој не дава соодветен одговор. Дали некој друг бара збор? Јас сум Повели? За 8 септември ништо не е решено со било коли, било кои полици, сите знаеме. Прво мене ми смета и на сите други. Значи не може да помниш. Тие што се работат. Така тие што се работат. Каже ми дали јас треба да мислам да ги буткам, јас дека пата нема отговорност, па тоа е претерано, секој има двор нека си пари напред. Да живи срамно е тоа. Улицата, да живи срамно. Почне од кај на Фотосанско малку, па до крај. Па има коли што седат по месец, 2 месеца не се мрднати. Срамно е срамно. Претерано. Имам инспектор, како инспектор може да го видимо да го помине за лицето. Да оправда таа пата, да каже чекаме луѓе, има ли некоја потреба? Целата на хотелја, не е тоа. Таа улица треба цела чиста да е. Цела чиста да Чиста и да се почитува Така е што законот за носивост, за брзина, се треба да се почитува, но за жал. Да, сме реалната слика. Дали некој друг бара збор од точка разно? Доколку нема, со тоа е исцрпен дневниот ред и ја затварам седницата и ви благодарам.